Се зголемува бројот на новодиагностицирани пациенти со ретки болести, а во предлог буџетот за идната година за терапија предвидени се помалку пари, реагираат од Сдруженијето Живот со предизвици. Оваа година, кој е буџетот 24 милиони евра, сега беше околу 17,5 за наредната, што е големо намалување. Тоа не може да биде така. Мора да, апелирам до министерот за финансии, пошто тој е одговорен за финансиите, апелираме до министерот за финансии да ја зголеми програмата, а не да ја намалува. Ако се направи споредба со годинешниот и предлог буџетот за идната година, се забележува дека средствата од финансии се исти, ама помалку пари од 1 милиарда на 750 милиони денари се предвидени во расходите од самофинансирачки активности, пари од цигари, алкохол и игри на среќа. Министерот за здравство и председателот на Комисијата за ретки болести уверуваат дека ниту еден пациент нема да остане без терапија. Тој буџет се храни од агрегирање на буџети од разни активности, почнувајќи од алкохол, цигари, игри на среќа и така натаму, така да тие пари се и законски наменети за креирање на здравствени услуги поврзани со ретки болести и ценам дека тоа ќе биде лесно надмирливо и ќе се едитира таа бројка во таа линија. Дефинитивната бројка за ова година се уште ја немаме, но одговорноста е голема. Ќе работиме на тоа да се обезбеди лекови, да има лек за секој пациент, нема да се дозволи ниту еден од пациентите да остане без терапија. Во Македонија има вкупно 1023 пациенти со ретки болести. Голем дел од нив се диагностицирани во Истражувачкиот центар за генетско инженерство во Оману. Користиме извонредно добар пристап, меѓутоа исто така голем дел од пациентите остануваат без диагноза, што за нас значи сигнал дека треба да одиме чекор понатаму. За да не се шетаат пациентите низ системот, специјалистите по семејна медицина бараат да им се овозможи да прават повеќе анализи. Бидејќи на тој начин вие 80 до 85% решавате на примерно здравство и можете навремено да го препратите пациентот до повисоко ниво на здравствена заштита. За ова министерот за здравство најави протоколи по кои ќе работат лекарите во примарното здравство. Александар Динев, Сител телевизија.